Имавме 7 трки овој викенд, а ја изгледав вкупно 8. Како си го помина ти викендов? Па, слично како и ти што си го поминал. Малце фамилија, многу поише спорт, ама нешто искомбиниравме нешто. Валјда нема да ни се лута, да. Имаше Супербајк, втора трка, втор викенд надпреварувачки, после подолга пауза. Тие возеа во Барселона, во Шпанија, и имаше MotoGP, исто така втор надпреварувачки викенд, тие возеа во Португалија. Ја се договоривме некако да ја поделиме емисијава на два дела, двете од еднаш, значи првенства ќе ги покриеме, меѓутоа првиот дел и првото прашање ќе ти дозволам да одговориш споено со двете првенства. Значи, кој ти беше хајлајт на викендот цел, за според тебе? Па, не се договоривме, како вообичаено што не се договараме пред снимање, ама може да символично е тоа претекнување на Топрак врз Баутиста во последна кривина во Барселона, нешто што ги спојува двете категории, затоа што е слика и прилика на претекнувањето на Роси и Лоренц 2009. Ето тоа дури коментаторот на крај го праша као стилу, нели, знаеме, сме го виделе тоа, и Топрак рече да, и мене ми текна кога возев на тој момент, и на сите ни текна на тој момент. Јас мислам дека дури Топрак беше изненаден од деталите што ги знаеше Джеймс Тозланд, мислам човекот исто двократен шампион во Супербајк, нормално дека ги знае сите детали, дури дека у втора брзина претекнал и Роси, а и Топрак. Значи нешто што вообичаено се прави во трета брзина, таа кривина се фаќа затоа што има доволно торк за да ти излече, ама сега за секој случај у втора брзина спуштил и Топрак, исто како и Роси своевремено. Тука сме некаде сме некаде со хајлајтот на целиот надпреварувачки викенд. За мене хајлајт беше целата спринт трка, односно суперпол трка на Супербајк. Значи дури и пред да почнеме да снимаме, си ја пуштив да се изгледам уште еднаш, са вајле ја гледам во живо и си викам чекај да не сум заборавил некој детал, ќе се изгледам уште еднаш, затоа што стварно ако некој пат онака ми треба мотивација, енергија, напетост, адреналин, ќе си ја симнам некаде да ми стои компјутер и да можам да си ја гледам од почеток. Значи 10 круга, толку многу напнати, толку многу тркање внатре. Значи капа доле, мајстери. Да. Добра доза адреналин кој сака да се освести. Ако му се спие, слободно нека пушти. А многу е нефер прашање во твоја страна, мислам. Хајлајт на викендов. Сега и ме фати на препад, баш ка што MotoGP имаше доста хајлајт имаше, да. Ајде тоа еве ке ти дозволам, кажи ми у MotoGP баш кој ти беше хајлајт, ајде. Па хајлајт е најавата за минатата епизода за MotoGP, како ја крстивме, така и продолжи викендов, мислам стварно звездата веќе јасно сјае, не само што е родена, него си оди по својот пат, дефинитивно. Педро Акоста. Така, значи она што го гледавме, што требаше да го научи менеджмент, и реков ми рече едно друго, следнава трка и сам во изјавите рече немаше тука гуми, немаше ништо, се беше окей, се беше коректно, немаше калкулации. Само, нели, рече треба да научат брз круг да направат и да извозат во кратка трка како што треба. Тоа ме фасцинираше дополнително. Значи човекот после прво интервју на подиум, он веќе е гладен и ајкула нели му е на димакот, значи осети крв сега и спремен е да кине, така да тоа е нешто плюс. Мене, значи, ми се допаѓа оној момент на почит, ми се допаѓа моментот на јас сум тука за да победувам, за да се надпреварувам, свесен сум дека нели тоа се некои имиња со кои што јас сега возам и се надпреварувам и на некој начин ги мачкам на леп. Да. Ама многу некако непрепотентно, иако има таква доза на ароганција, меѓутоа не е така невкусно, ме сакаш. Така. Али чисто скроз немаше ни еден прљав потек, тоа е алалбера, да.
секаче. Што мислиш кој најмногу се гризеше јазик кога и она непца во уста кога го помина Коста? Од сите тие што ги помина денес. Од поминативе? Па, ако валјда исто мислиме, Джек Милер мислам дека прв си рече готов сум. А Бред Биндер мислам дека нема потреба нешто посебно да се докажува, мада сигурно и на него нема се едно како го прошиша Малиев. А после поред Маркез, па Пеко и така натаму. Нема кого, уствари најбитните ги нанижа освен првите 20, што нели треба да остаи за другите трки. Ако гледаш на хартија, нели, како беа поместувањата на напред топ 3 позиции, немаше ништо возбуда толку многу трката. Мартин се излезе, се извози, Да. соло трка, ништо спектакуларно. На врвот, да. Не ги гледавме општо така. Ама ја дури во еден момент си помислив дека Пеко киксот малтане што го направија, што се судри со Маркез без разлика, за ќе дискутираме чива вина била, не била и така натаму. Да. Мислам дека беше дел од фрустрацијата дека всушност не може да парира, дека не може да го стигне. Да. Скроз се слагам, да, дефинитивно. Инаку Пеко знае многу како се вика тоа, искалкулирани трки да извози. Ама овде очигледно задната гума веќе не држеше, не беше така како што очекуваше. Он мислеше дека ќе си ја извози трката со чувување на гумата и дека на крај ќе си нападне како што и стално прави. Ама некако немаше шанси тоа да го направи, баш и ќе прочитаме и ќе слушнеме, мислам дека имаше проблем со гумите, пошто знаеме дека има потенцијал човекот. Брзата трка ја извозе супер, така да. Ги читав изјавите сега после трката, баш пред да почнеме да снимаме, имаше уште една серија на изјави, нешто околу сударот, меѓутоа кажа дека се било супер дека не трнала трката и на сам почеток изгубил осет добар на мотор. Значи не е до гумите, само до гумите. Често, туку рече дека као нешто не беше како што треба, го изгубив тој осет и таа самодоверба. И уште на сам почеток, без разлика што Коста тогаш не беше воопшто никаде во сликата, во кадрот, никаква опасност, тој рече дека не може, имаше изјава дека не може да го држам темпото со водечките. Дури едно време тактизирав, мислев дека ќе можам, пробав, не успеав да го следам темпото и баш со тоа беше поврзана и постои изјавата на Маркез околу нивниот судар. Сакаш да го дискутираме него? Да, е пак хайлайт на двете мега звезди. Као да беа на нели позициите тоа го кажуваат, они беа очигледно во иста трка, да кажам, во поглед на темпото и потенцијалот што го имаат. Маркез се уште си се навикнува на моторот, а па очигледно Пеко беше со проблеми и се најдоа на исто место на патеката, што е невозможно. Не може без да пројде без инцидент. Јас го гледам чисто како тркачки инцидент. Исклучиво можеше да го избегнат и двајцата, ама тоа обично така бива. Еден треба да попушти, а кој ќе попушти од нив двајца? Да, иначе официјално рейсинг инцидент, значи тркачки инцидент, нема бодови, казни, нема ништо повеќе истрага. Уште многу брзо после трката тоа го кажа. Биле на сослушување пред надлежните лица во Дорна. Меѓутоа вечерва прочитав изјави од двајцата, нормално едниот го обвинува другиот го обвинува првиот, што и двајцата како нормално не можам ја да кажам ја дека сум крив, како многу свесно, многу искалкулирано некако ми делува изјавите. Добро, он ги пука уште адреналин и не може тоа да го каже. Тоа и кажа дека како ден додека не помине цел ден, додека не нели се смират страстите, не можеме ни да кажеме нешто многу. Меѓутоа двајцата има многу интересно објаснување. Пеко рече као стилу он отиде широко, јас ја држам линијата, он треба да ја пушти, нема што да се враќа назад на таа линија. А на Маркез објаснувањето беше многу интересно. На Маркез објаснувањето беше Пеко немаше темпо за да го издржи тоа и во било кој случај ќе изгубеше позицијата.
И Да, и неговата држи изјава неговото објаснување. да, и неговата изјава беше како стилу во таква ситуација кога беше јасно дека ќе изгубиш позицијата, кога се мачеше цела трка, кога не можеше нели да има грипи едно и друго, Така е, нема така е. потреба да влегуваш во таков ризик. Значи вика да се Така е. вика тотално непотребен судар беше, затоа што да се боревме за прво или за второ место, окей, ама вика се бориме за четврто, пето таму место, вика да 2 бода разлика, вика, а испаднавме двајцата со 0. И вика тотално непотребен, вика, нели инцидент, пред се затоа што ја губеше позицијата и ќе ја изгубеше позицијата во било кој сценариј. Види, тука се слагам за све што кажа, мислам држи вода и тоа е веќе како да кажам, како политички дуел тука се надмудруваме што Да. Ја да бидам Ама- искрен не очекував од Маркез таков тип на изјава. Мислам многу некако знаеш. Види, он најмалци има право да зборува за инциденти, нели? Да, апсолутно. Со историјата што ја има, ама па мислам дека тука е и психолошки малце почнуваат игрите да играат, затоа што сака да го зеза малку, нели тоа му е единствена цел сега, не е во топ форма Маркес и нема никогаш да биде и заради годините и заради повредите. Ама сега ги користи сите можни оружја за да наметне предност нека пред конкурентите, психолошка секако. Така да има и верувам дека има и тука делот муавето што го има направено. Добро, стварно штета за двајцата. Да. Мислам, условно речено, повеќе сум фан лично на Пека отколку на Маркес, меѓутоа почитта за Маркес е огромна, така да. Тама работа. И особено ти викам со оваа изјава и со овој пристап некако ми делува, знаеш, не ми делува ко оној до коска Маркес, ме сваќаш. Некако ми делува како чекај малце различно нешто се дешава овде. Да. И ме изненади да бидам искрен со таа изјава. Па добро зрела изјава, да, баш. Ама нема да мислиш дека случајно избор на зборови се тоа. Мислам дека Не. многу добро знаеш што кажам. Тама работа. Мислам, не се сомневам во тоа. И нели си изгубија двајцата вредни бодови, долг е шампионатот, тука нема дискусија, меѓутоа секој бот е вреден, секој бот е важен. Особено кога имаш напред машина као Хорхе Мартин која што гази се пред себе, особено тогаш. Вчера може да направи голема предност ако продолжи. Вака да се кошкаат позади него, ама рано е уште. Ќе кажеме збор 2 за тажната приказна на Вињалес. На Вињалес, многу интересно ете него успеав да го видам после трка интервју имаше. Он па е онака дури ентузијастички делуваше затоа што он до последен круг беше во борба за победа, што е многу голема промена кај него лично, инаку Априлија знаеме дека има потенцијал, знаеме дека и он има потенцијал, меѓутоа да се посложат коцките, ова му е една трка, еден викенд тркачки меѓу овие 2,5 години колку што е со Априлија, што му се поклопија конечно коцките. Тоа докажи вчера на кратката трка на спринтот. Да. Човекот си извазе као што треба, као што очекувавме од секогаш. Така да. Мислиш дека ќе биде само момент, изблик еден, пошто он има 1, 2, максимум 3 викенди во сезона кај што нели ќе извози нешто и после ќе го снема никаде, мислам ќе се изгуби. Мислиш дека има шанси да прерасне во некаков тип на константност, малце по-голема конкурентност или пак ќе биде само у живот немам пополнето ливче за кладилница и сега нема да пополнувам се Тоа стручен коментар се бара. Не може со него е тотална коцка, мислам. Јас се надевам дека пошто пази стварно е безврска, човекот има победувано и со Ямаха и со Сузуки и знаеме дека може да победи и да се надеваме дека нема психолошки да падне, дека баш ова ќе биде поттик еден за да се докаже на наредна трка. Све е можно кај него, не знам. Дури ајде, ако гледаме Априлија како Априлија, тотално ми е чудно, алеш кај отиде? Испари човек. Да, многу чудно. Да, што значи дека најверојатно не е баш само све и до Вињалес. Тука очигледно станува збор за неконстантност на Априлија генерално.
Да, пошто пази, после трката јас веднаш помислив, иако не сум толку многу вешт и искусен, веднаш помислив дека има проблем со менувач, пошто стварно чудно се однесуваше на стартната самата А да, година кога тоа му е држа официјално, моторот. да. И после тоа се потврди официјално, ги прочитав изјавите и тој кажа дека имал проблем со менувачот од шестиот круг. Да, што е Значи, исто така успех, да. да. И Што он стигнал добро. да извози до последен круг со проблем со менувач, до вика губев стотинки ваму и таму и наму ги објаснуваше Да. баш позициите кај што губел стотинки од шести круг навака, што е фасцинантно затоа што Енеа беше доста брз и доста добро темпо имаше, се гледаше дека е резервиран на почеток, значи чуваше гуми, тактизираше, пушташе, правеше и јасно беше дека атакува на крај да стигне до втора позиција. Можеби не до прва, пошто Мартин беше веќе отиден. Да. Меѓутоа ако ништо друго до втора. И му се случи тој пех. Објасни точно што му се случило, мислам јасно беше дека со брзините некаков проблем, вратил втора и кога допрел газ се префрлил брзиното втора и го исфрли моторот, мислам немаше друго што да биде во таа ситуација. Он баш гледаше на кај менувачот, мислам распад на менувачот се случи. Очигледно и тука е опасно што можеше да заблокира и да го фрли уште погрубо него што и онака лошо падна, ама ајде. Веќе беше мала брзината тогаш. Се смеевме вчера со еден наш верен гледач, познаник, гледавме заедно, ја гледавме кратката трка заедно и вика ако и денеска победи на кратката Мартин и утре победи Пеко, не гледам више MotoGP. Се спаси добре. И долго време нели беше Пеко напред со во кратката трка во спринтот и викам ај чекај ќе видиме различно, ќе биде нема биде вака, ќе биде нака, ќе биде и кога на крај све се претумбо, нака нели као Пеко направи грешка, остана Вињалес напред и слично. Викам, добро е, ќе гледаш пак. Да. Па ете, гледаме дека ништо не е решено, значи Пеко за кој што сметаме дека веќе ги има поминато ние детски болести, се уште може да направи грешки. Тоа е добро што шампионатот не е веќе предодреден, да кажам. Да ти кажам право, мене малце глупо дело, ама ме израдува тој момент да Пеко покаже човечност, знаеш, покаже дека Баш може така. да покаже дека стварно може грешки да направи. Пошто стварно долго време го немавме видено да направи нити грешка како што направи вчера во саботата, нити грешка како што добра е денеска. Да речеме дека беше малце покомплексна ситуација. Да, мене ме потсеќа оваа денешна грешка на ланската во Маникур. Маникур, лапсус во Франција. Ако памтиш со Вињалес тогаш се имаше допир. Значи и тогаш негде не можеше баш да се бори за врвот, негде губеше нерви и така натаму и направи некоја непромислена грешка. Се ова не ја префрлам вината на Пеко, так. Да не испадне дека е така, ама знае он да попаметно да вози, едноставно кажано, да чека сигурна шанса, а не да ризикува до толку. Добро, ама тоа значи дека оваа година ќе можеби со поголема конкуренција и посилна конкуренција притисокот е поголем, така. Притисокот е поголем и ќе биде доведен во повеќе ситуации да мора да се справи со тоа. Така значи, он покажа дека е стабилен, дека е добар стратег и слично. Да. Меѓутоа, ајде да видиме сега под притисок. Имаше притисок, меѓутоа не беше таков директен притисок во трка. Значи имаше притисок околу трката да позиција за едно за друго. Меѓутоа во трка на патека во кривина немаше до сега толку многу притисок, особено во момент кога во исто време и моторот не го чувствува како што би сакал да го чувствува. И притисок, оно што го кажа, не е само за позиција, него општа атмосфера една, каде што Хорхе Мартин веќе, да кажам, е надвор од прамак, нели? Полека се спрема нешто кај него, Фермин Алдегер веќе е потпишан за прамак, знаеме дека Френки има договор 2 годишен, ајде, нели не значат ништо договорите во MotoGP, сме го осетиле тоа, сме го виделе тоа многу пати. Ама ако му се придружи како шампион, еве сега зборуваме ептен хипотетички за наредна сезона, ако му се придружи како шампион во неговиот тим, нема да му биде баш пријатно, нели? Еве го и Маркес тука, му дишеше врат на оваа трка, знаеме колку е маркетиншки Маркес, битен за Ауди и за Дукати.
Не знам дали прочита дека добил и службени Да, А6 прочитав како и не, така прочитав, натаму, да. значи И они веќе се брат му. крчкаат работите, знаеш, не. Да, тоа не се случајни работи, дека чекај сега агресивни вози ќе му даеме Ауди. Мислам дајте молам. Значи Да. маркетичкиот момент е многу голем И покрај тоа што тука Аудито што го прашање. добил е сигурно многу помалку вредно од колата што дома се има приватно, ме свеќаш. Да, бе, тотално, да. Он освојуваше BMW-ња секоја година, нели, за пол позиции освоени. Ако ја отвараме таа тема Да. за следната година, дека веќе почнуваат тие борби Така. за главните позиции во новите тимови, очекуваме дека не следната година ќе иде каша попара во било кој случај. Меѓутоа, ја Завршуваат тука многу сакам договори, тоа е цела финта. Да, ја тука сакам да го отворам моментот на денешната битка, првиот и вториот, значи Мартин и Енеа. Значи Енеа веќе стартува сезона како што очекувавме лани да стартува. Да, конечно, и ако продолжи така, тоа значи дека може да биде реален нели конкурент да се задржи, да. Така. титула. И Па и сега да во се една таква задржи ситуација позицијата во тимот дефинитивно, да. Види, маркетиншки е друг муабет. Колку може пари да донесе Пеко, колку може да донесе Енеа, колку може да донесе Мартин. Не знам колку многу е маркетибилен Мартин наспрема Енеа, меѓутоа ако ништо друго е друг пазар. Значи тоа е Шпанија. Да. И од тој аспект ти рачунам дека покриваш два различни главни пазари. За што ми кажува сега за Шпанија? За Мартин или за Маркес? Као кандидати. Или можда за Алекс Маркес? Сигурно не, Алекс дефинитивно не. Мислам дека нема Дукати да се охрабри да оди со Марк Маркез, затоа што мислам дека иднината не е таму. Во смисол стратешки да ти градиш нешто каде што ќе можеш да освоиш титули и да правиш пари. Океј. Не знам, мислам дека повеќе би биле насочени наспрема Мартин, иако па од друга страна ризикуваа на некој начин фрлија нели некоја си коцка условно речено со Фермин Алдигер. Тоа сакам да кажам, значи он е шпанец го носат него. Инвестираат веќе во иднината очигледно со Фермин Алдигер. Ама некој таму горе во бордот што седи не е многу, не знам, по тркањето и по тоа која националност е, него баш си гледа пазар и бројки у Excel. Така да ќе видиме, што знам, ќе видиме. Ја оставам отворена можност. Добро, не мислам ја дека уште од сега ќе знаеме што и како е, пошто има милиарда фактори што ние ги гледаме само тие на екран што може да ги видиме и по изјави да ги прочитаме. Има милиарда други фактори, на пример кој колку кошта. Ма тоа е јасно. Имаше еден многу добар детал кој што го приметив, дали не знам да го примети, во Парк Ферме кога дојде Коста, веднаш дојде председателот на Дорна, како се викаше сега да ми текнува. Еспелета. Еспелета да му честита, го изгуш како направи, викам, точно знае кај му се парите и кај му иднината. Него му игра срцето, знае што значи тоа кога младо петлева, што се раѓа еднаш у 10 години, се појавува и сега знае дека златната кокошка се појавила тоа. Значи потрча прв таму да дојде да му честита, го изгуш. Добро, окей, пази и да си фан обичен на MotoGP би требало тоа да го направиш, не па да си кармен Еспелета, ама да, се слагам, апсолутно. Ости ти таа работа, тоа се вика. Ости ти љубов. Види на него со слабата форма на Маркес се поклопи заминувањето на Роси од MotoGP и се појави една празнина, сме го збориле тоа ја и тие, и сите го знаат. Секоја честно и на Квартараро, и на Пеко, и на Мир, и така натаму, шампиони се сите тие тројца, ама шоумени не се, да се разбереме. Можда е поголем шоумен Хорхе Мартин у моментов него што се они, ама еве го си дојде човекот на право место и ете и со изјавите, и со вожњата, и со стилот што го носи. Да. Тоа е тоа. Добро, сена се две одлични трки, полни со возбуда, буквално од почеток до крај, и покрај тоа што Мартин во денешната трка, во главната трка беше недопирлив напред,
сепак позади него се случува доста работи. Ги кажавме кои ни беа нас хайлайтите, имаме нешто друго за MotoGP Да, или ќе се сакам- префрламе? Па сакам да Ау, да. сакам и за вчерашната трка да спомнам, Мгм. затоа што беше многу битен момент фактот што Маркес заврши како прво Дукати на втора Да. позиција. Да. Тој напад што го имаше врз Хорхе Мартин исто така беше покажување надмоќ, не само за позиција, него и да покаже кој е што и дека се уште може. Сите тие падови што ги имаше во петокот и во саботата докажуваа дека се уште инстинктот му работи у правец на возење на Хондин стил, фактички се уште вози како Хонда, и кога ќе му падне концентрацијата, едноставно го губи моторот затоа што го вози како Хонда. Мгм. Ете, тоа сакав да кажам, и сведоци сме на растење кај него. Значи, он, ако продолжи да вози како Хонда, ќе заврши како Хонда што возиш. Ама Мгм. гледаме дека почнува да учи. Мислам дека беше спремен оваа трка да се заврши ладно на петто место, четврто. Виде дека Да. Пеко веќе губи темпо, па затоа го нападне. Инаку видовме дека уопште не напаѓа за прва позиција. Тоа е тоа, Мм. и врти километри, така. Тоа сакав. Дали можеш сега после 2 викенда да процениш однос помеѓу Дукати 24 и 23? Дали има разлика? Знам 24 дека се жалат се уште дека не е добро спастрена, се уште има проблеми и слично. Мислиш дека тоа може да биде некаков тип на аргумент понатаму во сезоната, дека ќе биде као пречка некаква? Сега, во моментов, се тука негде затоа што нели сетапот на 23-ката функционира веќе од петок натака, искуството од минатата година, ама потенцијалот е очигледно поголем кај 24-ката, затоа што победија на двете трки, нели, и Катар и сега победи 24-ка, не победи 23-ка, што значи дека ако од почеток веќе покажува таков потенцијал, ќе биде поголема разликата. Сега дали е тоа премослива разлика или не премослива, дури можда е ова што и Коста го направи на оваа трка и на прошлиот викенд, прошлата трка, пардон, можда КТМ ќе биде поголем конкурент за 24-ката него што ќе биде 23-ката. Сега, што ќе извлече од тоа Маркес, дал ќе успее да се избори за некаков апгрейд во текот на сезоната, не знам колку може тоа да го направи. Едноставно... Мислиш да се префрли на 24-ка? Не. Него некои од унапредувањата што би ги добил 24-ката да ги добие и 23-ката, со тоа што знаеме дека моторот не може да го смени. Аеродинамика може 2 пати да смени, ама тоа веќе се пресетирани ваква оклопи. Сега не знам, или фабричка помош како инженери ако го добие. Тоа е тоа што може да го добие. Ама мислам дека ќе паѓа брзината, едноставно потенцијалот на 23-ката како ќе поминува сезоната. Ке се префрламе MotoGP, Moto2, Moto3, по малце по еден збор да кажеме. Ја особено би сакал за Moto2 малце да кажеме нешто, пошто на срце ми лежи победникот денешен. Слободно, да. Пукај. Па ништо, значи имам симпатии за Арон Канет уште пред 2-3 години. Ептен ми е драго, мислам и како возач и како човек ми е многу добар, многу позитивен. И има колку изброја 19 подиуми до сега, ни една победа во. Да. Со се оваа денеска, да, 20 подиуми, да. ама 19 предходно, 10 втори и таму 9 трети места, нешто така, ако не се лажам. Така. Не сум 100% сигурен, меѓутоа конечно денеска прва победа. И стварно ми беше мило. Конечно Лептир машната не ја носи, пошто тоа му беше знак дека не освоил победа на предходните подиуми, ако памтише една Лептир машната. Да. И ликот е баш онака надвор од сите норми и таков треба да биде, нели?
асоциација за моторџија. Тоа важи и така натаму, тоа се Ах. клише, а и стереотипи, ама окей, ете. Знаеш дека сам има кажано дека мисли дека заради тоа него носат у MotoGP, дека заслужува да влезе у MotoGP, дека заради тетоважите тоа е више да го земат. Тоа се плачки што не се основани, мислам нема врска. Може да се вади зашо од не освои победа, он заради тетоважите да се. Детски работи се. Да. Знаеш колку пати до сега од прва позиција има паднато, излизгано. И тоа се причините зашо не се. Да. Апсолутно. Али окей, нека се порадува, вајда ќе скрши на Малера да го скрши, па ќе продолжи да победува, пошто никој не го земаше за сериозно пред почетокот на сезоната, се знаеше кои се фаворити, дури Виети беше во фаворитите, па ева го и он. Аман со Виети Стално кога е фаворит, никад ништо не направил, мислам. Да. Ја имам чувство дека Виети има само добар пиар, ништо друго. Па, он 2022 мислам дека беше вице шампион или беше меѓу првите три, имаше поредено онака врзани добро едно 4-5 победи и после се изгуби тотално како и Балдасари претходно. Една сезона каде што почна јако и после ништо. Нема врска да се вратиме на Муабетов. Убаво си ја извозе трката, Канет имаше многу интересен старт, кај што беа двајцата возачи на спидап Боско Скуро на врвот, Алдегир и Алонзо Лопес, и дури Агура беше на Боско Скуро и он вози сега. Така да, ја викам дало е до стазата и комбинација со шасијата, ама после полека си дојдоа работите на своје место. Да, добро, малце камерата и режијата очекувано доста фокус посвети и на новата MotoGP звезда. Така, да. Ама некако не се покажа нај овој викенд. За Алдегер зборуваме? Да. Алдегер имаше предвремен старт. Да. И после со две казни извозе супер до четврто место. Чекај, зашто беше втората казна? Ја една видов. Па добро, така е казната, дупла поминување. Казната беше дупли. Окей, добро. Така да си ги пројде двете казни и ако не се лажам, чекај само секунда, пошто више ми се измеша сите брзини. Он заврши четврта, точно така, да. Позади Пол Ситер од Гонзалес и Џо Робертс, кој што извози одлична трка. Он знае да изненадива какао денеска што изненади. Да. Добро, и каже нешто за Moto3, ја гледав трката, ама више од толку многу трки не памтам што се случува. Само стварно ми се. Да довршам за двојкиве, Алонзо Лопес си ја прокоцка шансата и он од водство ничим изазван отиде у аут, така да ете тоа е една несреќа негова, а победи на првата трка во Катар и со уште една победа ќе беше сериозен кандидат за титула. Рано е. Да, рано е, ама психолошки моменти се тоа. Едниот тимскиот колега му подпиша веќе за MotoGP, знаеш, и он сака да се избори, така да не е баш само титула прашање. Така. Тројките шпанци на првите три места, Руеда беше Пол Ситер, заврши како втор. Таму е нонсенс да се коментира цела трка, затоа што има во еден круг едно 5 измени на прво место. Ама сума сумарум на врвот беа цело време Алонзо и Холгадо. Руеда водеше цело време, они позади него се изменуваа. Алонзо некако изгуби темпо на крај, околу четврто, пето, не знам која место заврши, а Холгадо извојува убава, здрава победа. Така да, тука не знам што имаше нешто интересно да спомнеме, ако нешто ти текне на тебе. Не ми текне, ја ти кажам искрено, ја изгледав трката, ама се обидам да се сетам на некој момент кој што ми останал во глава, ама очигледно на толку многу трки не може да ти остане. Да, Рикардо Роси, ајде, ќе го кажам, он е стално тука негде и на крај или паѓа, или се губи целата приказна. Добро, кармата му беше таква. Имаше проблем со транспондерот и после тоа имаше проблем и не му мереше ништо, пошто, нели, заврши.
Да. Тоа се заврши со него. Битно да кажеме дека Коста беше звезда на трката. Да сумираме. Одиме за 3 недели ми се чини во Америка, на Кота, каде што има еден шериф кој што веројатно ќе каже колку е саат. Да. Тоа ќе биде интересно да се гледа во секој случај, да. Да. Се славам. И да се префрлиме сега конечно во вториот дел од нашата вечерашна епизода, која што ќе трае малце подолго, затоа што имаме уште 3 трки за коментирање. Добра, нема да одиме во детали, ќе зборуваме само малце за тоа што беше интересно. Супербајк, значи секоја им чест. И браво за правилата, затоа што го направија првенството. Ако некој мислеше дека не може да биде повозбудливо од тоа што беше до сега, сега гледа дека може да биде повозбудливо. Супер, да. И значи пак е Дорна и таму, нели, начело ги повлекува конците, а лална кај им е како успева да нема слаб производител сега, освен Honda, ама Honda више, како ти кажав, не е битна. Па да, за жал. Не е. Тоа е. Вистината. Сите други, и Kawasaki, и BMW, и Ducati, па и Yamaha, се у топ 6 без никаков проблем може да влезат и да возат. Така. Вака само дигресија мало, која спомнавме Yamaha, имаше Quartararo солиден викенд, да се вратам на MotoGP назад. Honda имаше у бодови, ако више се враќаме назад се. Имаше 3 Honda у бодови денеска, мислам, ти се мола. Honda беше очена, очена беше Honda повторно. Ако више ме влечеш за јазик. Полош викенд него од Катар има дефинитивно, така да тоа е. Не знам да не се коментира, издавам да. Извини, ајде да се вратиме на Супербајк. Да, се за Yamaha ќе ме правиш. Да, се зезам. Нема врска, види. Во Супербајк едно нешто што ми е драго, не знам дали напредувале BMW, сами по себе, или напредувале заради тоа што е Топрак таму, или мислиме ние дека напредувале пошто Топрак вози добро, ама и холандјанецот извозе 2 трки многу солидно, така да. Тоа сакав ја да кажам, да. Не е случајно, ама па дефинитивно Топрак ги дава оние десетинки што се екстра, сега реално. Ајде да видиме кај си Ямахите, така па да видиме колку давало и таму. Тоа е, како се вика, непознатата у целата равенка. Топрак е дефинитивно. Многу е интересно. Знаеш, сега можеш да навлезеш во дискусија дали е возачот добар па вади максимум од моторот, дали возачот знае да даде добар фидбек, па инженериве да го направат моторот подобар, или едноставно од се помалце и на крај добиваш резултат како што добиваш. Јас сум се спорил со вака у муавети со пријатели. Малски, да, стручни овакво состаноци. И види, тоа е збир на се она што го кажа. И мислам дека има една компонента, особено кај вакви возачи као Топрак, као Роси, као Маркез, као и така натаму, што плюс даваат еден буст и ги повлекува сите да работат у тој правец, знаеш, да дадат екстра нешто. Тоа е тој X фактор што бараат кај било кој изведувач, спортист, артист, што и да. Што едноставно тоа е поклопување на созвездијата, знаеш. И да се поклопат правите луѓе во исти момент, тука излегуваат убавите работи. Као што видовме, мислам, победа на втора трка на Топрак, мислам, втор викенд тркачки во првата трка победи. Да. И тоа победи... Па и во втората? Да, али првата ми беше многу поголема тежина ми имаше, затоа што веќе го отпишавме 5 секунди беше позади Булега и човекот успеа да сочува гуми, она што зборевме прошлиот тркачки викенд, дека ќе мора и со глава да вози, не само на газ. И човекот докажа дека стварно може така. Булега мислам дека беше тотално разочаран, и што е нормално. Индиспониран беше. И тоа е па добро исто
како кај Петро Коста што искоментиравме дека не се задоволува, така и Булега очигледно дека веќе осеќа дека може да биде и овде шампион и не се задоволува, не му беше баш сеедно. Го праша Булега на крај колку учел кога возел позади Топрак и позади Баутиста, дали учел? И мораше сиротиот да каже уствари и многу беше јако пошто коментаторот на Евроспорт го потпраше уште онака еднаш два пати за тоа како изгледало да вози позади Баутиста особено. И вика да сватив каде е разликата, вика он помеѓу 80 и 100% кога дава газ, вика пополека дава таму, вика ја одеднаш, вика ја лупам, вика и ти последните 20% вика многу нагло ги мами, он многу посмут, вика тука иде и онака како не ти се верува кој што премува. Да. Пази, он се Баутиста, не знам како би го коментирале ние човекот. Е исто гениалец и направи нешто со Дукати што никој не направил. Сега може секој да каже моторот е вака, е онака е, човекот извозе како што извозе прошлите 2 сезони. Так. И дури и онаму 2019 само таму си спокара со тимот, па не освои титула, нема врска. Ама Булега има сега првпат шанса да најде конкурентни возачи, затоа што во минатата година во Суперспорт он немаше реално конкурент. Идеше напред и таму беше осамен на врвот. Манци имаше слаба Ямаха и не можеше да му парира секако. Така да мене ми е би било арогантно да не научи нешто од овие стари волци тука. Не, ама многу беше добро. Океј, изфрустриран, меѓутоа моментот беше онака како цел викенд вози позади шампиони. Да. Оно што мене многу ми се допадна, иако нели јасни се моите ставови према БМВ, полека не дека будам симпатии према нив, меѓутоа ми е позитивно, прво затоа што Топрак не доминира во неговиот најак елемент, а повторно победи на 2 трки, тоа е кочењето. Значи не беше ни оддалеку доминантен во кочењето, што значи дека е способен да научи други работи, да исползува работи моторот што му нуди други и да го смени стилот на возење за да извади максимум. И еве гледаме дека го вади максимумот од него и тоа особено многу ме радува, пошто нели сите кога викаат нема шанси Топрак на кочење да го поминеш, нема шанси Топрак на кочење да го поминеш, го поминува на кочење викендов, меѓутоа тоа не го спречи да биде пак во врвот и да освои 2 победи, ме сеќаш. Да, интересно беше Јаноне го претекна. Сем Лоус го претекна, Сем Лоус као по обичај после у песокта заврши. Тоа е карактеристично за него. Кај тргна, мисля. Напред и газ. Добро, тоа е школа. Ова се служувам апсолутно за Топрак. Човекот си учи нови техники и покажува и докажува дека може да се стрпи. Мене стварно ми беше тотално некарактеристично за него да извози како што извози првата трка. Притаено, а од друга страна врти километри, нели? Го учи моторот. Мене ми е фасцинантен моментот во Супербајк што дури во трка со 10 круга успеваат толку многу да се сменат работите, успеваат толку многу да се претркуваат, толку многу да има прва, втора, трета, четврта етапа од тркава, ме сакаш некако добро, побогу 10 круга се. Така. Тоа гледав повторпат ова Суперпол трката сега пред емисијава, пошто мене ми е хайлайт, и се викам, окей, чекам, се викаш добро, окей, ќе излезе напред Баутиста и чекаш, поминуваат 8 круга, и си кажеш, овој последниот круг уствари излезе напред, ме сеќаш, да имаш чувство дека он возел напред некој време, ме сеќаш, нема врска он. Се појави ни од каде. Инаку во првата трка за да објасниме против кого возеше Топрак и Булега, значи Баутиста тргна од 14-та позиција и заврши како трет. Значи, човекот си извазе, ги нанижа сите, секоја честите и килажа, плюс има 6 кила колку има екстра на моторот и така натаму. Пази, тоа не е буквално изедначување на килажата, зашто има возачи кои што се 15 кила потешки од него. Меѓутоа, равенката така функционира и би било глупаво да го оптеретат со целосна разлика. Не, на крајот крајава он крив што некој
повисок од него и поголем. Така. Предпоставувам Петручи. Нема Најголемата да разлика. коментирам. Па нема да коментирам се. Ќе победи една трка. Јас живеам за да победи Петручи. Па Супербајк тука една негде, трка. 7, 5, 6, 8, тука негде е цело време. Мислам дека прекратки му се трките него секогаш. Мислам, имаше 4-5 круга. Па затоа на Дакар ќе вози дечката што се Да. Да не најави нешто за оваа сезона? Не. Не. Посветен е тука, не. Добро. Да се вратам, само сакам уште еден коментар, мало да кажам, BMW супер е што зашто го гледам позитивно моментов дека толку брзо влегоа у ритам и се конкурентни, особено толку сериозно во Супербајк, затоа што веројатно тоа ќе ги подгрее да размислуваат повеќе и повеќе да влезат во MotoGP. Тоа мораме да го споменеме, да. Ете најава плюс дека нешто се шушка и тамо. Од бордот излегоа гласини дека можна да се појават со постулувањето на новите правила 2027-2028 да се појават и они во игра. Ќе видиме. Што е окей. Здраве. Да. Што повеќе тоа боле. Има, добро, MotoGP му предстојат два сериозни, како да кажам, шокови удари. Тоа е едните следната година со нови договори, пошто многу луѓе одеднаш имаат нови договори, и другиот се, нели, најавените промени со моторите комплетно нови, различни, кои што во суштина значи дека се ќе престанат со толку многу жесток девелопмент, развој за година-две производителиве и веројатно ќе се фокусираат на тоа што доаѓа. Ама ќе има нивелација, значи ќе може да почнат од поново. Видиш, од таа страна можеби Honda и Yamaha и јапонците другиве можеби сега ќе речат, ние ќе тактизираме, сега ќе чекаме нови мотори. Па не знам, тоа е секоја година е разрушување на нивниот имидж и на крај крајава ќе изгубат на атрактивност и треба некој да вози за нив, не е само да направат мотор, нели, треба и возачи да привлечат и инженери, и тимот може да им се распадне. Ја не верувам дека тактизираат, едноставно се изгубија они во менталитетот на развивање на мотор, на водење на тим во денешно време, не иде така како што идело пред 20-30 години. И ќе си фатат и они приклучок, не се сомневам. А ова што го кажува за BMW супер што конечно еве покажува после многу години учество, 10 години, 11, колку се во Супербајк, дека еве сега веќе се зрели за борба за титула. Прашање е дали стварно толку време требало да созреат или едноставно сега решиле последниве XY години да инвестираат многу повеќе во тоа. Ме сакаш. Точно. Од друга страна, па кога бев на некаде европскиве трки лани во регионов да гледам и разговарав со некои од македонциве нашиве тркачи, во суштина доминираат на сите тие помали надпреварувања на ниво на Европа или регионални и слично, доминира BMW неприкосновене. Не само во победи, не само во резултати, туку и во број на мотори. И баш тие ми раскажува луѓето дека во суштина една од главните причини затоа што тој мотор е толку многу користен и толку многу тюнери има, кој што ти можеш да купиш мапи на моторот веќе за одредени патеки, спремни за да ти ги користиш на надпреварувачки викенд. И има огромна поддршка околу нив. Дали е тоа системски градено за да стигнат до ваму доке што стигнуваат сега, или се две независни приказни, не знам, ама како и да е, супер позитивна е таа целата работа. Ако гледаме што се случува и на пазарот со мотори, они и Дукати се овакво знаменосци на суперспортските мотори. Веќе другиве полека се губат. Кавасаки не имаат извадено Нинџа, кој знаат кога. Honda исто е, ајде, тука негде. Yamaha веќе најави дека нема еркес да нуди на европски пазар, така да оние бранат честа на суперспортските мотори. И логички е ова што го кажуваш. Позадина што се случува, да. Две должни спомнувања треба да накрајаме, процедурално да не ги забораваме. Значи, прво и основно Балтиста имаше првата победа, која што беше јасно како се случи после супер пол трката. Значи, јасно беше дека Балтиста ќе победи втората трка. Кажи ја прво супер пол трката или ајде доврши па да не те прекинувам, како сакаш.
Пошто тебе ти е најтазе овакво импресиите, ти се ја гледаше репризата. А што да кажам? Мислам, нема што да се раскаже. Тоа се гледа во еден здив, 25 минути, 20 минути, се гледа без да се трепне. Значи, Баутиста стартуваше од која таму 11-та позиција или нешто слично. Девета беше на оваа трка, пошто казвата му беше само на првата трка, да. Од 9, да, плюс 3 беше. Дори се смееше на крај кој те заврши в четврти или како беше после првата трка, или така четврти заврши нешто така беше? Трети заврши на подиум. Трети на првата? Да, на првата, да. Да, се зезаше кој стил да не ја добив казната од три места, ќе завршив на прво. Да. Иако нормално математиката не иде така. Така е. Ама мене до некаде ми е криво забраќала. Значи беа толку добри на почеток на Суперпол трката, се јадеа меѓу себе, изгледаа многу добро. Океј, првата трка падна се млоу, мислам се избрука. Иако кога се избрука на првата трка, ама тргна добро, и кога почна вторава толку напред, во еден момент си помислив, чекај малце, овој у Мото2 беше, мислам, не беше за подсмев, ама не можеше никаков резултат да направи, беше фрустриран више. Беше вице шампион беше една сезона, ама најголемите глупости ги правеше кога водеше. Тоа е моја карактеристика. Сакам да кажам дека од Мото2 дојде, каде што веќе беше као издишан, значи немаше више да направи. И ако дојде у Супербајк, и ако стварно им доминира у Супербајк или вози добро, и викам, чекај малку, тоа Супербајк возачиве не се ништо посебно. Па што не вајда дека овој од Мото2 со кариера у Залез ке дојде ќе доминира тука, ме сегаш. И постоа мислам ми спласна таа теорија и таа грижа да ја наречам, затоа што мислам рикна толку. Да, па и у Суперпол трката се изгуби, а особено на втората трка кај што беа многу близко долго време, па таму па исто така се изгуби, што докажува дека му треба километри, не е само да се гази. А интересно беше ова, нели така почнавме епизодата од Highlight, претекнувањето на Топрак, што ќари во целата таа претекнување и Јаноне заврши втор на Суперполот. Да. Он искористи се мушна онака вешто измеѓу Баутиста и Топрак. Значи таму, окей, го нема Реа, иако нели втората должно спомнување беше за Реа, кој што влезе во бодови конечно и постигна солиден резултат на втората трка, да. Меѓутоа и некако си Равенката вика кој ќе го одземеш Реа од борбата за топ 3, треба да ставиш тројца други за да може да биде рамноправно, без сваќаш. Така некако така пише на правило, навикнати сме на таков третман, Што е добро, не се само двајца, тоа е добро. Ама не само тоа, него не други, пошто немаме сега тројца, него имаме као го имаш Топрак и го имаш Баутиста и го имаше Реа, ама сега нема Реа, ама место Реа го имаш, без сваќаш, го имаш тука Јаноне, го имаш Булега и го имаш Лоус, без сваќаш, мислам Алекс поише, што се меша. Супер, да. Сакам да кажам дека место Реа имаш други тројца возачи што... Да, ќе беше добро и Локатели да се појавеше после супер првиот тркачки викенд, одлично котираше, ама сега некако имаше инцидент, некако западно во некои комбинации го снема скрос од трка, така да ете тоа е, може ќе видиме нареден викенд во Асен, мислам дека Асен е наредна трка, така да таму и Реа може нешто да покаже конечно повеќе. Тоа е тоа. Еден саат скоро. Да, а не кажавме баш све, ама толку можеме. Добро, види, знаеш како, во некоја следна фаза, здравје Боже, мада не знам дали ви сакали тоа, ќе пуштаме делови од трка, па ќе коментираме на потези директно. Така, може да дополнуваме, можеме да дополнуваме. Со екран во студио, па ќе покажуваме со... Студио е клучниот збор, Студио, А втората трка се вратија работите на старо со победа на Баутиста, не доприлик беше, проба Булега нешто да му поремети, ама човекот не дозволи да му се приближи и паметно Булега извозе, затоа што излезе како лидер на бодовно, нели, во шампионатот, со второто место си извозе многу мудро.
уште помудро. Топрак позади него се извозе и се заврши така како што очекувавме одамна дека ќе се заврши. Се надеваме дека нема да биде во продолжение сезоната со Баутиста повторно, не дека него сакаме човекот, него за да биде интересно нормално. Да. Не очекувам дека ќе биде доминација како што имаш. И јас не да имаш. очекувам, да. Не очекувам затоа што Да. еве гледаш, ни една трка не ја доби доминантно, мислам, не ја доби. Не ја извозе толку многу доминантно. Океј, напредуваше со позиции, се меѓутоа не беше единствен што напредуваше со позиции, не беше единствен што беше во борба. Ме сваќаш. Така. Не треба да се подценува, ама не е како што беше претходните 2 години. И ќе видиме многу променливо може да биде првенството. Дали ќе продолжи во таков стил, што се надеваме да биде возбудливо, или па ќе преземе примат баш Баутиста за наредни трки. Ќе видиме. Ајде да видиме. Не знам. Да. Ти рече дека не си играл лото никош, нема да се коцкаш, да прогнозираш. Нема ни ја да прогнозираме. Ама Знаеш што мислам, реално што мислам, сега BMW ќе добие таков буст од овој викенд, да ќе го одврзат кесето уште повише и дека ќе вложуваат во развој на моторот и по секоја цена ќе сака да ги средат оние несигурности на Топрак по поглед на трошење на гуми и ќе му дадат алат за да освои титула. Ете тоа мислам дека ќе се случи. дали Дорна во кое било од овие првенства и во Супербајк и во MotoGP има ограничување на буџети? Не. Тоа во Не? Формула 1 се случува. Знам овде дека не е го се има уште, тоа. да. Океј. Не, ама да, пази, ограничени се во Супербајк затоа што компонентите, повеќето од компонентите мора да се одвестуваат со сериските мотори. Меѓутоа, она што на Топрак му треба задна вилица, нели од Калекс користеа, експериментираа на прошлата сезона. Рединг тогаш и добро дури извозе за разлика од сега, каде што нигде го нема човекот. Да. И мислам дека баш таму може да работат на Чекај, ма сега возат Калекс уште ли возат нивна? Не возат сум нивна. сигурен, треба да видам. Ја Треба мислам да дека проверам. возат нивна, ама не сум 100% сигурен ние. А ако лани возеа Калекс има добри резултати, Лани на сред мислам дека сезона би ја сменија, продолжил. нешто така беше. Да. Па и Honda, нели, од таму ископира во MotoGP и пробува и они со Калекс, али јапанци кај јапанци, дајте ни велушката и не прашувате како сме прошле, повратни информации никакви, и затоа се таму кај што се. Добро. Ничо, возбудлив викенд, дупли викенд, не знам дали има во сезонава уште такви викенди. Тоа треба да провериме, да. Вакви, ама ја мислам дека се изназборевме доста. Ајде доста да завршуваме и да се спремиме за работна недела, тоа е. Фала ви на сите што гледате, знаете, коментар, лайк, сабскрајб, нешто препорака, аудио, видео, што и да сакате, сите тие процедурални работи ги има долу. Споделете онаму каде што мислите дека ќе користи и се гледаме до следното видео, односно следната епизода, следните трки. Да, поздрав.